граѓани, драги гости, пријатели и жители на општина Богданци. Добра ни вечер. Гледам дека вечерва не има голем број и тоа ме прави среќен и горд што вечерва застанувам на оваа место заедно со вас. Ја имам таа чест и привилегија да го видам, да го доживеам и да бидам дел од ова што вечерва се случува во Богданци. Најнапред би сакал искрено да ве се заблагодарам на вам и на моите сопартници од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за поддршката која ми ја давате да бидам кандидат за градоначалник на општина Богданци. Одговорноста е голема и свесен сум дека таа ќе биде уште поголема кога ќе победиме на овие избори. Сакам да ви се заблагодарам што успеавте да дојдете во толка број и заедно да потврдиме дека досега беше што беше. Дека конечно го дочекавме мигот кога сите заедно ќе го кренеме гласот за нашата иднина, за едините нашите деца и за едината на нашата општина. Собрани сме овде вечерва и земјоделци, и работници, стечајци, бизнисмени и студенти, пензионери и невработени, луѓе пријатели од најразлични профили, кои делат нешто што е заедничко за сите, а тоа е потребата и желбата да се промени сегашноста за да ни биде подобра иднината. Богданци е градот во кој што сум роден, градот во кој што живеам, творам и создавам. Богданци е градот во кој имам бројни роднини, другари и пријатели. Сите го паметиме Богданци како беше и како се живееше со него. Но сега сме сведоци за тоа каква општина е Богданци денес. Општина со нерешени комунални проблеми, недоизградени и раскопани улици и тротоари, неисчистено корито на реката Луда Мара, колектор кој не е во функција, проблеми со водоснабдувањето, недостаток на инфраструктурни објекти, недостаток на инвестицијски проекти и немање перспектива за младите и едуцирани кадри. Општина во која живеат луѓе домаќини, кои се на работна екзистенција, луѓе исплашени, невработени, луѓе се наведнати глави, луѓе кои стравуваат од неизвестноста, пред се луѓе кои имаат нешто заедничко, незадоволство. Незадоволство од немаштијата со која сме приморани да се справиме секој и кој нема време. Незадоволство од политиката која што веќе со години ја водат оние спроти нас, кои што се неуморно се трудат да не ги всадат нивните искривени идеи. Задоволство од самоволието и непотизмот на поединци кои практикуваат власт во нашата општина. Може би некој им поверува на силните ветувања пред 6 години, кога се уште беа на почеток и се уште не беа го покажале нивниот потенцијал и начин на работење. Но денес, после толку време, тешко дека народот ќе продолжи да паѓа на нивните финти. Има доста време да се покажат, ама видовме колку можат. Епа, пријатели мои, мислам дека ќе се согласите со мене дека беше доста. Време е да им покажеме како се работи,
да им покажеме и на нив, а и на нас, самите да се потврдиме дека во тоа што сме верувале цел живот и тоа за што се бориме секој ден, навистина постои. Да си ја вратиме надежта дека нашиот труд и работа, нашето образование и образованието на нашите деца не е залудно. Во мојот живот и професионален ангажман постојано си поставувам цели и критериуми. Секогаш се борам да ги надменам целите и да остварам подобри резултати. Мојата професија ми овозможува секојдневно да бидам во контакт со луѓето, залагајќи се со сето моје знаење и ангажирање да им помогнам во надминување на проблемите со нивното здравје. Како иден градоначалник, ќе имам можноста повторно да бидам во служба на луѓето, но сега со чувство на должност и одговорност истовремено да направам нешто повеќе за сите жители на општина Богданци, да го смениме текот на работите и проблемите кои ги мачат. Да направиме Богданци да стане општина за пример, посакувана општина за живење, просперитетна и економски развиена. Општина која ќе биде померка на своите граѓани, со која сите ќе се гордеат. Ќе го направам тоа заедно со тим од млади, перспективни и искусни кадри, со тим што има визија, кој со своето знаење, способност, умешност и ентузијазам денонокно ќе стои зад мене, ќе гледа подалеку и ќе знае да работи за остварување на нашите долгорочни цели. Најважен приоритет ќе ми биде да ја подобриме локалната бизнес клима и инвестирање во енергетиката. Да бидеме една од општините каде би се извршила гасификација. Со гасот како ефтин енергенс би овозможиле привлекување и давање поволности на домашните и странски инвеститори, би овозможиле развој на малиот бизнес сектор, а со тоа и создавање на нови места, за да можеме да ги решиме двата најголеми проблема – невработеноста и сиромаштијата. Треба да им се подаде рака и на добрите идеи. Секој способен и креативен човек што може да му помогне на Богданци треба да се стави во функција, а тоа ние ќе го направиме. Драги мои сограѓани, во наредниот период јас ја барам вашата поддршка. Ќе се среќаваме секојдневно и заедно ќе ги избереме најважните работи кои што треба да се направат. Заедно ќе ја направиме програмата и списокот на проекти. Заедно ќе ги поставиме приоритетите. Има точно да се знае како ќе ги искористиме средствата и ќе дадеме отчет за секој потрошен денар. Ќе ги замениме со нудење на решенија за излез од оваа ситуација и за подобрување на условите за живење. Ќе ве уверам дека ние имаме најдобри идеи, најдобри проекти, решенија и способни луѓе кои ќе ги остварат ветувањата. Мораме да подготвуваме и развиваме кадри и капацитети за изработка на квалитетни европски проекти. Мора да користиме што повеќе средства од европските фондови и истите да ги имплементираме во развојот на нашата општина. Ова не се само празни ветувања, туку со реални работи што заеднички ќе ги оствариме. Јас сум убеден дека тоа е можно. Тоа и ми беше главниот мотив за да го прифатам овој предизвик и да одговорам на вашата доверба, затоа што имам јасна визија како, со кого и по кој редослед тоа да се направи.
ве повикувам, кренете глас. Дајте заедно да ја создадеме еднината и работите да ги тераме на подобро. На крајот, сакам да ви повикам сите во мое име, во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, партија која застана зад мојата кандидатура, и во име на другите партии од опозицијскиот фронт, да се вклучите во нашата кампања која ќе биде позитивна, оптимистичка и обединувачка. Кампања која ќе понуди најдобри решенија, најдобри проекти и најдобра програма. Сите ние можеме да дадеме свој допринос во развојот на општината Богданци. Време е да покажеме и да докажеме дека сме спремни за голема победа и да го кренеме гласот за нашата иднина. Да сте ми живи и здрави за подобро Богданци.